Молитвена седмица за млади. Проповед 5. Соочување со болестите во градот. Базирано на 3 Јованова, 1 глава, 2 стих. Вовет. Во срцето на еден раздвижен и познат град, урбаниот живот не запира ни за момент. Улиците секогаш беа полни со луѓе кои брзаа, а облакодерите како да го допираа небото, како кули направени од човечки амбиции. Но под сиот тој современ луксус и раскошен изглед се криеа невидливи опасности. Едно студено зимско утро почнаа да кружат гласини за болест која никој не ја разбира. Луѓето се чувствуваа како да имаат смртоносен грип, со висока температура, утежнато дишење и немилосредно кашлање. Отпровин, никој не обрнуваше многу внимание на тоа, бидејќи секако настинките и грипот беа вообичаени во толку густо населен град, зар не? Сепак, болеста почна да се шири алармантно брзо. Болниците се наполнија за кратко време, а лекарите беа позафатени од серверите за стриминг. Здравствените служби објавија црвен аларм и почнаа да истражуваат што се случува со оваа болест. Експертите за јавно здравје анализираа како се шири таа и открија дека болеста е поврзана со малку екзотичниот пазар за храна во центарот на градот, на кој се продавале и необични животни. Паника го зафати градот кога експертите потврдија дека причината за болеста е нова верзија на вирусот што може да помине од животните на луѓето. Властите веднаш прогласија карантин, ставајќи го целиот град во готовност. Тие москавично го затворија тој чуден пазар, но веќе беше предосна целосно да се запре болеста. Илјадници луѓе беа заразени, а стапката на смртност вртоглаво порасна. Градот западна во целосен хаос. Никогаш раздвижените улици се претворија во нешто како позадина за снимање филм со постапокалиптична тематика. Луѓето остануваа во своите домови од страф од болести. Бизнисите им ги затворија вратите, а економијата доживеа пресврт за 180 степени. Болниците беа пред колапс, а лекарите работеа како утре веќе да немаат можност да се грижат за болните. Иако звучи како чиста фикција, знаеме дека ова сценарио беше целосно вистинито. Животот во градот може да биде покревок и кршлив отколку што изгледа на површината. И од клучно значење и да бидеме подготвени и да соработуваме кога ќе се соочиме со болести во современите градови. Развој. Точка 1. Болести во градовите. Болести во градовите се многу сложено прашање поврзано со градскиот живот и здравјето на луѓето. Ајде да погледнеме некои од главните причини за овој проблем. Загадување на воздухот. Во неколку градови воздухот што го дишаме е значаен проблем поради големиот број на автомобили, фабрики и други извори на загадување. Ова загадување може да доведе до респираторни проблеми како што се астма, бронхитис, па дури и проблеми со срцето. Загадување на водите. Водата е од клучно значење во градовите, но може да се појават многу непријатни последици доколку нејзините протоци неправилно се одржуваат. Болестите кои се пренесуваат преку вода како што е колера може да се шират ако цевките и системите за пречистување не се во добра состојба. Густина на населеност. Во градовите луѓето се збиени како сардини во лименка, поради што заразните болести се почести. Грипот, COVID-19 и други болести може лесно да се шират во густо населените области. Ограничен пристап до здравствени услуги. Иако градовите се познати по своите болници и клиники, не е секогаш лесно за сите да пристапат до нив и да добијат соодветна грижа. Некои луѓе немаат економски ресурси или живеат далеко од медицинските установи, што го утежнува лекувањето на болестите. Проблеми со менталното здравје. Стресот, анксиозноста и депресијата се вистински проблеми во градовите. Урбаниот живот
може да биде стресен поради деловната конкуренција, сообраќајот, социјалната изолација и други фактори кои придонесуваат за проблеми со менталното здравје. Наметливи инсекти и глодари. Во некои градови, инсектите како што се комарците и присуството на глодари може да пренесат болести доколку нивната популација не се контролира правилно. Например, денка треската и други болести може да се шират преку каснување или контакт со овие штетници. Седечкиот начин на живот. Многу жители на градовите водат седечки начин на живот поради канцелариските работни места и недостатокот на простор за вежбање. Ова може да доведе до здравствени проблеми, како што се дебелината и болести поврзани со срцето. Загадувањето од бучава. Постојаната бучава во градот може да предизвика високи нивоа на стрес и да го наруши редовниот сон. Ова може да влијае на крвниот притисок и недоволните периоди на одмор, што потоа може да доведе до здравствени проблеми. Точка 2. Бог и здравјето. Богот на Библијата е Бог на здравјето. Во 3 Јованова 1 глава 2 стих наоѓаме силна порака. Возлюбен, се молам да бидеш здрав и во се да ти биде добро, како што е добро на душата твоја. Во првобитниот Божји план за човештвото на радарот немало никаква болест. Можете ли да ги замислите нашите први родители како водат совршено здрав начин на живот, без загадување, во здрава животна средина, јадат јаткасти плодови, житарки и природно овошје, без присуство на чудни хемикали. Елена Г. Вајт, која опширно пишувала за здравјето, кажува дека нашите прародители уживале во совршено здравје, биле високи и добро изгледале, како да излегле од некоја рекламна фотографија. Адам бил многу повисок од луѓето денес, а Ева била малку пониска, но многу убава и елегантна. Адам и Ева биле олицетворение на совршено здравје. Имале физичко, ментално и социјално здравје. Недоброто од се. Тие биле длабоко поврзани со Бога, што им давало завидно духовно здравје. Меѓутоа, тоа совршено здравје било нарушено. Кога Адам и Ева решиле да не му веруваат на Бога и биле протерани од рајот, се променило, а болестите се појавиле во сите области на животот. Во 3 глава на прва книга на Мојсеева се раскажува за тоа како првата двојка подлегнала на убедувањето на Божиот непријател и му свртела грб на својот творец. Но и покрај бунтот на нашите прародители, Бог се уште е заинтересиран да бидеме здрави. Во својата бескрајна љубов, Бог ни оставил ветување кое ни дава можност да живееме здрав живот. Во почетокот, Бог им го дал тоа ветување на израелците за време на нивното патување низ пустината. Но можеме да го прифатиме и ние денес, како што вели во Римјаните 15 глава 4 стих. А се што беше порано напишано, за наша поука беше напишано, да преку трпението и преку утехата од писмата да имаме надеж. Погледнете го ветувањето што Бог му го даде на Израел преку Мојсей во Излез 15 глава 26 стих. И му рече: ако го послушаш добро гласот на Господ, твојот Бог, ако правиш што е угодно пред неговите очи, ако ги слушаш заповедите негови и ако ги пазиш сите наредби негови, нема да ти пратам ниедна од болестите што ги испратив на Египет, зашто јас сум Господ, твојот исцелител. Во тие древни времени израелскиот народ имал напредни здравствени принципи. Се покажало дека археолозите откриле древна книга наречена Еберсов папирус, напишана од египтјаните околу 1500 година пред наша ера. Создадена е значи некако токму во времето на Мојсей. Таа книга служела како водеч за здравјето на египтјаните. Иако некои од запишаните идеи биле прилично бизарни. Ајде да погледнеме дел од медицинските совети пронајдени на овој папирус, но сватете го сериозно и не пробувајте ги дома. Например, за да се спречи побелувањето на косата, упатството препорачува да се втрие крвта на црна мачка зовриена во масло или маснотија од змија цвечарка во косата. И ако не сакате да оќелавите, мора да користите 6 вида на маснотија: од конј, нилски конј, крокодил, мачка, змија и коза.
Мора да измешате мед со прашок од магарешки заби за да ја зајакнете косата. Како би изгледало кога би требало да го правиме тоа денес? Ако цепнатинка ви влезе под кожа, лекарскиот рецепт вклучувал крв од црв и магарешка лепешка. Други чудни совети вклучувале крв од гуштер, свински заби, месо што се распаѓа, влага од ушите на свините, па дури измет од луѓе, животни и муви. Можете ли да замислите лекар денес да ви пропише некој од овие совети? Какво лудило? Тоа биле експертите од времето на Мојсей. Секако, Мојсей мора да бил свесен за овие рецепти од папирусот Еберс, бидејќи според Светото писмо, тој го научил целото знаење на египтјаните. Но интересно е што нема да најдете ниту една од овие чудни препораки во Библијата. Зошто? Како што веќе спомнавме, здравствените закони што Бог му ги дал на својот народ биле далеку посупериорни од сите други во времето кога им биле дадени. Например, во средниот век во Европа песнеела црната смрт. Во тоа време чумата го убивала секој четврти човек, а никој не знаел како да ја спречи, бидејќи немал основни познавања од микробиологијата како што ги имаме ние денес. Знаете ли што ги спасило? Библијата. Конечно, тие се свртале кон Светото писмо, особено во 3 Мојсеева, 13 глава, 46 стих, каде што се вели: се додека ја има раната, треба да се смета за нечист. Тој е нечист и треба да живее одвоен. Неговото живеалиште да биде надвор од населбата. Од Библијата дознале колку е важно да се изолираат болните. Библијата дава јасни упатства за тоа како да се грижиме за нашето здравје. Не само за физичкото, туку и за емоционалното, социокултурното, а особено за духовното здравје. Какво е вашето мислење во врска со ова? Заклучок. Драги млади, Господ сака да бидете здрави и да го споделувате знаењето за тоа здравје во вашиот град. Дали знаевте дека Божите лекови повеќе ја нагласуваат превенцијата отколку лекувањето? Тој ни оставил 8 природни совети кои можат да ви помогнат да живеете енергичен и избалансиран живот. Дали би сакале да знаете што представува секој од нив поединечно? Еве ги, со акроним напред. На англиски forward. F. Fresh air. За свеж воздух. Почнете да се чувствувате одлично со тоа што ќе го преплавите вашето тело со свеж воздух. Тоа е повик длабоко да вдишувате во текот на денот. Кислородот е неопходен за секоја ваша клетка. Колку е посвеж воздухот, толку поголема енергија ќе имате. O. Once control. За контрола. Без претерување, луѓе. Кажете не на тутунот, алкохолот, кофеинот и субстанците кои создаваат зависност, но бидете умерени и одржувајте равнотежа и во добрите работи. R. Rest. За одмор. Адекватен сон е од суштинско значење, што значи 7 до 8 часа сон во добро проветрена просторија. Уравнотежете го вашиот живот, внимавајќи дека покрај работата одвојувајте доволно време за да се одморите. W. Water and workout. За вода и вежбање. Вода, вода и што повеќе вода. Најдобриот пијалок за прочистување и одржување на хидратацијата на сите ваши клетки. Поставете си цел да земете 6 до 8 чаши дневно. Исто така, треба да го активирате вашето тело со секојдневно вежбање, по можност на отворено, доколку е можно. Мала прошетка околу половина час е многу добра за почеток. Почнете, народе. A. Accepting God's will е за прифаќање на Божјата воља. Не заборавајте за вашиот духовен живот. Верата и довербата во Бога го подобруваат вашето здравје и носат радост. Поминувајте време во црквата со вашето семејство, негувајќи љубов и надеж. R. Right nutrition. За правилна исхрана. Јадете здрава, добро одбрана храна со сите потребни хранливи материи и доволно влакна. Рамнотежата е клучна за одржување на вашето тело во најдобро издание. D. Daylight.
е за дневна светлина. Сончевата светлина го подига вашето расположение и виталност. Но тоа значи умерено изложување во ред. Прекомерното изложување на сонце може да биде штетно. Најдобро е да се изложите на сончева светлина наутро. Затоа, драги млади, одете напред и само напред со овие здрави совети. Чувајте го вашето тело во добро здравје.